Со писмено соопштение до медиумите кој го почнува со цитат од Абрахам Линколн, Љубомир Јовески се прости од функцијата која извршуваше 6 години. На последниот работен ден како јавен обвинител на Северна Македонија, Јовески реши да ја пише на јавноста дека ситуацијата во институцијата со која раководеше од 2017 е сложена, но не и така црна. Состојбите не се лесни, но сепак покажавме и покажуваме истраеност во реформите, а тоа веќе го препознаваат и сите меѓународни институции. Во последниот извештај на Европската комисија навистина се ниски оценките за борбата против корупцијата во земјава и од тоа не можеме да бидеме задоволни. Но ниту една критика не е насочена директно кон обвинителството. Напротив, се инсистира државата да ги обезбеди да ги зголеми ресурсите за непречена работа на јавното обвинителство. Сакам да истакнам дека често поради непознавање на реалната состојба или намерно, правосудството, а со тоа јавното обвинителство, се цел на неосновани напади, пишува Јовески. Досегашниот јавен обвинител кој е кандидат за уставен судија во соопштението вели дека анкетите кои покажуваат исклучително ниска доверба на граѓаните во обвинителството се правеле како за рейтинг на политички партии, што според него не биле соодветни за мерење на работата на јавното обвинителство. Тоа го аргументира со, како што го нарекува, релевантно истражување на Светска банка кое покажувало подобри резултати. Квалитетот на работата на правосудните институции позитивно го оцениле повторно 28% од граѓаните и 31% од бизнисмените, а во нивен предмет тој процент се искачува на 50% од граѓаните и 42% од бизнисмените кои се задоволни од квалитетот на одлуките, стои во дописот на Јовески. На крајот тој им праќа порака на колегите обвинители да бидат трпеливи и упорни, зашто потрагата по правда е маратон, а не спринт трка на кратки патеки. Ве повикувам во секоја можност да ја демонстрирате својата истреност и решителност во борбата против криминалот. Не дозволувајте поединци да ја извалкаат професијата во која секојдневно се вложувате, вели Јовески. На неговото место ќе седне вршител на должност, Сонја Симовска, обвинителка која не е многу позната во јавноста. За нејзиниот избор во петокот застана советот на јавни обвинители, образложувајќи дека станува збор за докажан професионалец. Е обвинител кој што има долгогодишно искуство, кој што е докажан во својата професија како вистински професионалец, ги познава добро состојбите во јавното обвинителство, така да сметаме како членови на Советот дека јавниот обвинител Сонја Симовска успешно ќе извршува функцијата до именувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Во игра за наследник на Јовески се тројца обвинители: Фатиме Фетај, Лидија Раичевиќ и Љупчо Коцевски. Фетај доаѓа од Вишото јавно обвинителство Скопје, Лидија Раичевиќ од Основното јавно обвинителство Скопје и Љупчо Коцевски од јавното обвинителство на Северна Македонија. Советот на јавни обвинители дава мислење за тројцата кандидати, пошто владата избира еден од нив за кој има позитивно мислење, кој потоа како предлог оди во собранието. На пленарна седница со мнозинство гласови собранието го избира новиот јавен обвинител на државата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.